Загаденоста на воздухот во Гостивар не се намалува со денови и градот често пати се наоѓа во црвена фаза. Лекарите препорачуваат неколку мерки со кои граѓаните може да го заштитат своето здравје. Концентрацијата на опасните PM10 честички во воздухот на подрачјето на Гостивар периодов се движи над дозволените граници. Загаденоста не се намалува со денови и градот честопати се наоѓа во црвена фаза. Мерењата покажуваат дека во изминатите 24 часа нивото на штетни честички достигнало скоро 300 микрограми на метар кубен, што е 6 пати повеќе од дозволеното. Аерозагадувањето силно го погодува здравјето на луѓето. Лекарите препорачуваат неколку мерки со кои граѓаните може да се заштитат од ризиците. Нашите дневни активности да ги планираме во оние периоди каде што има помала загаденост. Сепак, пошто во текот на поголемиот дел од денот загадено би препорачале луѓето ако немаат поголема потреба, подолго да не престануваат во надворешната средина, повеќе во внатрешните простори да престојуваат, или ако мораат тие да бидат заштитени со помош на маска или евентуално со шал или со марама, што не може све да заштити, меѓутоа сепак еден дел од супстанциите можат да се заштитат, да се спречи нивното влегување во организмот. Со вдишување PM10 честичките длабоко навлегуваат во дишните патишта и при подолготрајна изложеност може да остават фатални последици по здравјето на човекот. Опасноста е особено поголема кај поранливите групи, кои имаат послаб имунолошки систем. Една од ранливите групи се хронично болните, значи тие што имаат хронично белодробни болести, кардиоваскуларни болести, треба да ги избегнуваат овие времето кога е најзагаден воздухот. Исто така, една од ранливите групите се децата, кои што се поранливи. Медицинските лица советуваат граѓаните кои имаат можности периодов на високо загадување да престојуваат на планина каде што воздухот е почист. Уредувањето на депонијата Русино ќе започне од наредната година. Моментално се работи на физибилити студии и анализи за менаџирање со отпадот од целиот Полошки регион. Уредувањето на регионалната депонија во Гостиварско Русино ќе зачека. Се уште се работи на првата фаза од проектот за управување со цврст отпад во Полошкиот регион, кој вклучува анализи и физибилити студии. Нивната имплементација на терен е предвидено да се реализира во 2021 година. Освен работењето на Русино според сите стандарди, се планира изградба на пат, транспортни станици за собирање на отпад и слично. What we are doing in this phase, so early next year. Значи, вторчекорија доведување на самата депонија во состојба на контролирана или инженерска депонија, во која што редовно ќе се покрива отпадот, ќе се спречи нели седокот, нема да има појава на пожари. Значи, тоа е организирано управување со една депонија. Имплементацијата на проектот нема да влијае лошо на животната средина. Треба сериозно внимание да се посвети, а тоа е подигнување на јавната свест, која е на исклучително ниско ниво во регионот, но како што е во регионот, така и во целата држава. Значи, ова е еден клучен аспект на кој треба да се работи, и вториот аспект кај што сериозно внимание треба да се направи е подигнување на капацитетите на сите страни што се поврзани во имплементацијата на овој документ. Ниту една од 9 општини од Полошкиот регион нема депонија која работи според сите стандарди. Со имплементацијата на проектот се предвидува сите општини отпадот да го соберат, транспортираат и депонираат во Русино, зашто ќе биде задолжено Полошко јавно предпријатие, формирано од сите општини од овој регион. Зголемен е бројот на интервенции на тетовските пожарникари во 2020 година. Освен што гаснеле пожари, тие често помагали во сообраќајни незгоди. Од почетокот на годинава до денес тетовските пожарникари имале 38 интервенции. За жал, често помагале при сообраќајни несреќи. Гаснеле пожари на објекти, но и запалени контејнери.
вкупно 38 интервенции, значи во 2020 година за 16 дена. Тоа е една загрижувачка бројка што нас не загрижува. 11 пати сме интервенирале на запалени контейнери. Имаме интервенции на сообраќајки, од кои за жал со ова 2020 година се случија некои тешки сообраќајки, каде што со тешки телесни повреди помина, мислим, патниците, тие што биле у тие сообраќајци. Значи, каде што сме морали ние да интервенираме, но другите интервенции биле во затворени објекти или, да речеме, куќи или па неисчистени, појавување на пожар на неисчистени оџаци. Бројката од 11 запалени контейнери говори за ниската свест на дел од жителите на Тетово. Се случува намерно, некој ги пали контейнерите. Се појавува пожар у контейнерот, но не мислејќи дека покрај контейнериве има многу паркирани патнички моторни возила, па близу објектите може да се појави и некоја поголема штета, например, да се направи од тие запалени контейнери. Највише проблеми имаме кај неисчистените оџаци на висококатниците или па колективните згради, каде што не ги чистат оџациве за да бидат сигурни и заштитени од појавување на некој пожар. Постојано пожарникарите потсетуваат на апелот за поголема внимателност во насока на превенција од пожар. Граѓаните да вршат проверка на електричната инсталација, редовно да ги чистат оџаците, но и да бидат крајно предпазливи при употреба на плински уреди. Уште една сообраќајна несреќа на патиштата во Полог. 3 лица завршиле на скопските клиники. Сообраќајна незгода помеѓу товарно возило Мерцедес управувано од 48-годишник од Голема Речица и патничко возило Опел Корса управувано од 18-годишник од село Сараќино се случила вчера вечер на регионалниот пат Тетово-Желино, кај Требошки надпатник. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобиле двајцата возачи и еден сопатник на возраст од 19 години од Сараќино, пошто биле пренесени во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје за укажување лекарска помош. Од СВР Тетово информираат дека вчера во Тетово бил приведен 34-годишник од Скопје, по кого била распишана потерница за доиздржување затворска казна. Инаку тој со група од неколку лица во 2011 година извршил разбојничка кражба во позната тетовска златарница во центарот на градот, а вчера во 14 часот 34-годишна жителка на Тетовско селце, која со приведениот се запознала преку социјалните мрежи, го пријавила за изнуда, зашто и се заканувал по нејзиниот живот и барал 10.000 евра. Набрзо по лишувањето предадене во казнено-поправната установа Идризово во Скопје. Полицијата вчера лишила од слобода и 4 лица, од кои 3 малолетници од Тетовски порој, зашто при нивен и при преглед на возилото во кое се превезувале, била пронајдена марихуана. Утре традиционално се прославува празникот Водокрст. Со света божествена литургија во црквата Света Богородица во Тетово се осветуваат водите, а ке се положи светиот крст во црковниот базен. Започнува чествувањето на богојавленските празници. Православните верници утре ќе го слават празникот Водокрст, а во недела Богојавление Водици. Традиционално во православниот храм Пресвета Богородица во Тетово, по повод Водокрст со почеток во 8 часот и 30 минути, ќе биде отслужена света архирејска литургија, чино началствувана од митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, пошто околу 9 часот и 30 минути ќе биде извршен голем водосвет и чинот на спуштање на крстот во црковниот базен. Во недела Водици ќе се чествува во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово со света архирејска литургија.
пошто митрополитот Господин Јосиф ќе изврши голем водосвет, испуштање на Светиот крст во црковниот базен. Водици традиционално се чествува во речиси сите тетовски села. Наградата представува едно оддадување на почита према загинатите борци од денот Д, односно воедно ја представува и 75 годишнината од тој ден. Наградата ги представува сите млади кои што во текот на изминатата година, затоа што ова е сепак прва едиција на наградата, кои што во минатата година направиле нешто многу значајно во областа на волонтерството, активизмот, меѓутоа и спроведувањето на човековите права. Јас сум Стефан Митик, матурант во гимназијата Орце Никола. Јас сум млад активист кој што е активен во повеќе полиња. Најомилени полиња за активизам ми се младите општо, човековите права, меѓутоа и еднаквоста помеѓу луѓето. Тоа за мене представува една огромна чест и задоволство, затоа што покрај тоа што јас ги промовирам моите вредности кон другите лица кои што и се истомисленици со мене, јас ја промовирам и мојата држава како дел од меѓународното жири на наградата. Наградава може некако да им даде елан на младите, да се поттикнат да се активираат во заедницата, односно да направат некоја промена која што нив им е значајна, која што многу е веројатно да направи еден бум и да има огромно влијание врз другите лица. Формалното образование е само 50% од една изградена личност во едно модерно општество како што е сега, како што е 21 век денеска. Верувам дека неформалното образование ни дава едни карактеристики и квалитети кои што се бараат на пазарот на трудот и на едно глобализирано општество. Верувам дека институциите ќе продолжат да ги слушаат младите, ќе го слушнат нашиот глас и ќе постапуваат како што ние им кажуваме, односно кон подобрување на она што е конкретно сега лошо. Две ривалски групи се собираат на оддалеченост од само 100 метри во поранешната кралска престолнина Цетиње за обредно чествување на Божиќ. Едната група е на Српската православна црква, главното верско тело во Црнагора, додека другата ја следи помалата Црногорско православна црква, која се уште не е меѓународно призната. Контроверзниот закон за верска слобода, усвоен во парламентот кон крајот на декември, додаде масло на огнот во повеќе децениските тензии меѓу ривалските свештенства. Но законот се осврнува и врз чувствителното прашање на националниот идентитет на Црнагора и нејзината врска со Србија, со која беше врзана скоро 90 години како дел од поранешна Југославија. Новиот закон бара верските заедници да докажат дека имаат собственост на имот од пред 1918 година, кога Црногора стана дел од Југославија, ако сакаат да го задржат. Српската православна црква ја обвинува државата дека на ваков начин се обидува да присвои стотина цркви и манастири. Од донесувањето на законот, илјадници луѓе учествуваа на вечерни протестни маршеви во црногорските градови, повикувајќи на укинување на законот. Уместо да Божиќ дочекуваме онако како се и дочекува код нас православаца у својом дому, ми смо били принуđeni да на улицама се боримо за очување наших светиња. Да кажем нешто, сви смо ми различити, неко посеќа се пасторски, неко црногорски, али мисли да не би требало да будете подјеле. Ali nešto se nadam da uvijek ima dovoljna količina normalnih, neprimitiivnih ljudi koji će stvari da rješavaju na normalan način i da razgovaraju, da bez oružja, bez pozivanja na ratne pohode. Некои аналитичари оценуваат дека црковниот проблем е еден вид војна меѓу црногорскиот председател Мило Ѓукановиќ, која доведе Црнагора до независност од Србија во 2006 година, и просрпската опозиција, која се уште чувствува приврзаност кон Белград.
Критичарите го обвинуваат Белград дека ја користи црквата за да задржи влијание во внатрешните работи на Црна Гора. Околу 1/3 од населението на Црна Гора, од 620.000, се идентификуваат како Срби. Тоа беше се што подготви нашата екипа за регионалните вести на телевизија Кисименада. Останете на нашата фреквенција.